Конечно, некој од власта проговори за навредата од Рама и срамното смење на премиерот Димитар Ковачевски. Честа прв да отвори уста за овој случај имаше министерот за надворешни работи Бујар Османи, но не за да го осуди смењето на нашиот премиер, туку за да го брани Рама, велејќи дека пред оваа невкусна шега тој ги бранел македонските ставови. Премиерот Рама беше многу остар кон бугарската делегација во Солун, до толку што и тие се вознемирија. Посебно кон прашањето за Македонија, велејќи дека ова што го прави Бугарија е голем срам. Четврти ден веќе нема никаква реакција од Ковачевски, жестоките реакции од јавноста не беа доволни македонскиот премиер да проговори или пак да се извини за ова смеење. Единствено реагираше Рама кој удри по оние кои го нападнаа неговиот македонски колега, повторно објаснувајќи што мислел со овие зборови. Хистеријата кон премиерот Ковачевски на некој во Скопје по објавувањето на видеото од ракувањето со канцеларот Шолц во Солун, каде ја иронизира вгрдата блокада на Северна Македонија од страна на Бугарија, е за смеење и за плачење. Кавга во мејана над шадот од кафтињата. Молкот на Ковачевски според познавачите е доказ за неспособноста на пиар службата на премиерот. Според аналитичарот Синиша Пекевски, од оваа ситуација тие би требало излезе најдат многу лесно. И покрај огромниот број на пиар стручњаци, сега гледаме се дека се тотално неспремни, тотално неспособни во својата работа и воопшто не знаат како да реагираат во овој момент, и од друга страна го покажува дека пак ќе кажам, неспособноста на македонските политичари и луѓето кои работат околу нив да се справат со кризни ситуации. Ова е обична кризна ситуација во која и премиерот и неговиот тим многу лесно би требало да знаат да се справат. Оваа невкусна шега на Рама, која беше смешна за Ковачевски, доаѓа во моменти кога Македонија под блокада од Бугарија, која условува со прифаќање на сите нивни услови и уценувања за давање зелено светло на европскиот пат за Македонија.